Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио, вие сте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски. Ние ќе ја посветиме оваа емисија на светскиот шампион Магнус Карлсен, норвешкиот велемајстор, 31 годишен, роден во ноември 1990 година, кој што успеа многу убедливо би рекол да ја одбрани титулата светски шаховски првак. Тој по четврти пат ја бранеше својата титула, откако 2013 година ја превзема титулата или го доби мечот со тогашниот светски шампион, индискиот велемајстор Вишванатан Ананд, за следната 2014 да ја одбрани титулата против истиот противник, но потоа и во наредните циклуси во 2016 да го победи рускиот велемајстор Сергеј Карјакин, односно 2018 американскиот велемајстор Фабиано Каруана. Сега во мечот кој што заврши многу неодамна, негов предизвикувач беше уште еден руски велемајстор, неговиот врсник Јан Непомнијачи. Во меч кој што беше закажан на 14 партии, но на светскиот шампион му беа потребни само 11 за да ја ги освои потребните 7,5 поени и да ја убедливо би рекол да ја одбрани својата титула по четврти пат. Воопшто овој меч сруши неколку рекорди. Првата партија што ја гледавме, првата победа, шестата партија на првата победа на Карлсен, сруши повеќе рекорди, траеше 136 потези, се играше во 2 дена по локално време, значи почна во петокот, заврши во саботата, траеше 8 часа и заврши резултативно. Така, таа партија практично на некој начин ја реши судбината на мечот, ќе се покаже сега од како заврши мечот, затоа што по тој пораз Јан Непомнијачи како да не беше истиот шахист. Значи, првите 5-6 партии беше речиси рамноправен, беше сосема рамноправен, но таа шеста партија каде што и рускиот велемајстор имаше фер шанси, имаше неколку шанси да заврши таа партија во своја полза, но ги испушти тие моменти и потоа железната рака, би рекол, на светскиот шампион дојде до израз и тој во една исклучително тешка техничка позиција успеа да победи. И таа партија потоа го определи на тамошниот тек на мечот. Јан Непомнијачи не успеа да се врати по тој удар. Мене ми беше малку необично што дори во ситуација кога губеше 2 разлика, тој повторно се бранеше со руска одбрана, која што е отварање, да речеме, која што според стилот на игра повеќе би му прилегали, да речеме, на поранешните светски шампиони Петросјан, Карпов или Крамник, па Јана, би рекол, додека не е отворење кое што каде што црниот сака да превземе иницијатива, да со побогата контрашанси и воопшто некако не е во духот на стилот на играта на рускиот велемајстор. Но како и да е, значи Магнус Карлсен ќе каже дека при крајот на мечот веќе почнал да размислува за предстојните многу важни надпревари, имено светскиот шампионат во рапид, односно шах по забрзано темпо, и блиц, односно брзопотезен шах, кој што ќе се одржи последната седмица оваа година во Варшава, каде што тој ќе ги брани титулите. Имено Магнус Карлсен е не само шампион, светски шампион во класичен шах, нели, од 2013 година па до денес, но тој исто така е и актуелен светски шампион во рапид и во блиц. Значи во сите 3 категории шаховски, би рекол, е апсолутен шампион. Ги има сите појаси, ако така да се изразам со боксерски речник, нели, таму имаме појаси, така и Магнус Карлсен е вели дека ментално полека почнал да размислува за тој турнир. Инаку имаше многу прашања кои што му беа поставени на светскиот шампион во врска со неговото шампионство, во врска со неговите противници во
во врска со неговите идни планови и така натаму, и тој ќе каже, но мисла дека помалку е заморен од овие мечеви за светската титула, но дека од друга страна е силно импресиониран од последните резултати на иранскиот велемајстор Алиреза Ферузија, кој што ја помина волшебната граница од 2800 поени, сега е трет играч во светот, и кој што беше извореден, многу впечатлив, би рекол силно импресивен во Гран Свис или турнирот по швајцарски систем што се одржа во Рига, кој што беше практично и каде што победникот се квалификуваше за мечевите на кандидатите, а тоа беше токму иранскиот велемајстор кој што сега живее во Франција последниве 2-3 години и кој за прв пат ќе дебитира на Европското првенство што се одржа во Словенија, на екипното Европско првенство, каде што ја предводеше француската репрезентација и повторно беше импресивен на првата табла со 8 поени од 9 партии. Тие два резултати, нели, го практично донесо до, речиси, самиот светски врв и Магнус Карсен токму во него гледа предизвик во неговата следна одбрана титулата и дури ќе кажем, мисла дека ако тоа не биде Ферузија, дека размислува да не ја брани титулата, туку да ја отстапи. Но тоа од друга страна не значи дека тој ќе се откаже од шахот, тој ќе продолжи да игра шах затоа што многу сака шах, меѓутоа нели како да е малку заситен од овие мечеви за светски шампионат. Тоа од друга страна нема да биде толку добро за Светската шаховска федерација. И дека што нели ќе биде на некој начин помалку ценета во тој случај, но како и да е, веруваме дека може би тоа сега по овој тежок меч е мисла на Карсен, може би тоа така нема да биде, а може би пак и токму Ферузија ќе биде следниот негов предизвикувач, затоа што со играта што ја покажа на последните две надпреварувања практично импресионираше не само со своите резултати, туку со својата игра и веќе може да се смета за еден од главните фаворити на последниот циклус. Иако се разбира дека и Фабиана Каруана и Ленг Дижен, па може би уште некој друг се исто така сериозни кандидати да стигнат до меч за светската титула. Што да се каже уште за Магнус Карсен, веќе зборувавме во една пригода дека тој од 2010 година, значи веќе 11 години е на чело на светската ранглиста, дека 2014 година имаше највисок рейтинг, 2886 поени. Беше запрашан дали 2900 и таа волшебна, магична, би рекол, компјутерска бројка е предизвик за него да ја достигне. Тој вели дека се разбира дека тоа е голем предизвик, но дури и за него може би таа бројка е недостижна, но значи тоа е еден од тие крајни предизвици, да речеме така. И воопшто и тој го гледа својот, да речеме, наследник на шаховскиот трон во шахистите од помладата генерација. Значи, повторно, во прв план тука е Алиреза Ферузија. Јас кога го гледав тоа момче пред неколку години случајно на еден од шаховските портали на чешком како игра брзопотезен шах, ама тоа ултра брзопотезен на една минута, така наречен куршум или булет. Бев неверојатно импресиониран како тоа, после прочитав негови карактеристики, кога видов дека тоа момче има на 13-14 години, веќе велемајстор и така силно игра на така брзо темпо, значи беше јасно дека тој има капацитет да стане еден светски шампион. Ќе биде многу интересно сега овој предстоен турнир во Варшава, значи каде што се игра Рапид и Блиц, затоа што и за самата публика и воопшто и за сите љубители на шахот, кога партиите одат брзо, и во Рапид и во Блиц има многу акција, многу возбудување, значи трката не е бавна, тука е брза и навистина сите љубители на шахот ќе уживаат во светскиот шампионат. Најтопло го препорачувам, ќе се игра во Варшава, значи последните денови од оваа година.
Сега предлагам да ја погледнеме последната партија од мечот, 11-та партија, значи каде што Карсен ја извојува својата четврта победа и со тоа практично го заврши мечот со 4 победи при 7 ремиња без пораз, многу убедливо ја одбрани својата титула по четврти пат. Предходно тоа му успевала против 4 противници, да настори само Емануел Ласкер. На Емануел Ласкер сам си ги бирал своите противници и тоа често пати не биле најсилните во тој момент, кои што би биле вистински предизвикувачи, така што резултатот на Магнус Карсен се разбира дека има инака специфична тежина. Во 11-тата партија, во која што Јан Непомнијачи ги водеше белите фигури, тој се отвори со својот вообичаен потек Е2, Е4, а Карсен во овој меч се брани со класичниот потек Е5 и на коњ F3, коњ C6. Непомнијачи 3 пати се обиде со шпанска партија, чиј воведен потек е ловец Б5, но сите партии тие завршија реми, не можеше рускиот велемајстор да направи по забележителна предност. Затоа овој пат се обидува со потекот ловец C4 во италијанска партија. Влегува со ловец C4, следеше коњ F6, еден од двата популарни потези, освен ловец C5. И сега по коњ F6, Непомнијачи не го игра најостриот потек коњ G5, кој што води до многу интересна игра, туку го играше потекот D3 вовед во така наречено Джоко Пиано или бавна игра, позициона игра. D3, ловец C5, C3, D6, мала рокада А5. Малку необичен редослед на потези. Значи црниот се уште не прави рокада, затоа што може би не сака да го дозволи потегот ловец G5 по рокада и затоа го игра прво D6, што е нормален потек, но и А5, што е малку посовремен потек. Се разбира дека А5 зафаќа малку предност на дамското крило, не дава Б4, да речеме, и малку, значи, игра полезен потек, чека во позгоден момент да направи рокада. Топ е 1 и повторно ловец А7, гледате. Сега белиот треба да продолжи со развојот. Значи ловецот од C1 може да дојде на E3, но таму ќе биде заменет. На G5 може, но би следело H6 и G5, значи да игра потек со коњот. Каде да го развие? Јан Непомнијачи се го развие на полето А3, H6. Уште еден малку необичен потек, но гледате црниот сите релативно полезни потези ги одигра и сега веќе во наредниот потек е подготвен за рокада. Сега во согласно со претходниот потек на белиот, а тоа беше коња 3, нели, можеше да се очекува дека рускиот велемајстор ќе скокне со коњот на Б5. Гледате полето Б5 е малку и ослабено по А5 и затоа имаше идеја коњ Б5 со позициона закана да му го земе силниот ловец на противникот. И по ловец Б6 сега да игра ловец Е3, затоа што црнополниот ловец не може да биде развиен на подобро поле. И по ловец Е3, топ Е3, како да има белиот мала предност, гледате. Во секој случај, оваа позиција е пријатна за белиот и може би тука требаше да ги бара своите шанси рускиот велемајстор, но тој наместо коњ Б5 го одигра поскромниот потек коњ С2, конечно светскиот шампион рокира, ловец Е3, ловец зема на Е3, коњ зема на Е3. И топ Е8. Гледате, имаме симетрична пешачка структура, без слабости, кај обете страни и воопшто, значи, на Е4, Е5 и италијанска партија се смета за многу солидна одбрана, се разбира, иако денес се
Многу популарна и многу партии се играат со ова творење. По топ Е8, А4, прави место, зафаќа простор на дамското крило, може би размислува во одреден момент дама Б3, топа Д1 и така натаму, но на А4 ловец Е6, гледате, ловец Е6, топ Е6. Двата ловци се заменети, останаа тешките фигури и по два коња. Дама Б3, Б6, топа Д1, топот дојде на испразнетото поле, кое што Потек претходно го испразни дамата, и белиот размислува за пробивот D4, но тоа не е така страшно, и коње е 7. Најслабо поставената фигура, Магнус ја игра, односно го проместува коњето од C6 на полето, евентуално на полето G6, H3, дама D7, коњ H2, да започне акција со коњ на G4, топ D8 и коњот H на G4. Замена на G4, коњ зема на G4, H зема на G4 и D5. Гледате, коњ E7 всушност не беше заради коњ G6, можеше да оди коњот таму, особено ако белиот спроведеше D4, но тој почна акција на крилото и следи класична реакција, а тоа е игра во центарот. Значи на крилна акција, според класичните шаховски учења, да речам, црниот контрира во центарот. Тоа го прави со потегот D5, во тоа му помагаат фигурите на D-линијата и коњот на E7. Кризата е близу, D4 е нормален потек и сега ED4. Точен одговор, како црниот решава оваа напнатост во центарот. Е зема на D5 и сега топ E4. Одличен потек. Коњ D5 би било грешка заради топ D4 и заради врзувањето црниот би загубил материјал, но Магнус се точно предвидел и проценил. Значи по топ E4 сега белиот може да земе топ D4, тој го игра потегот дама C2. Ако земеше топ на D4, тогаш би следало замена на D4, топ зема на D4 и по C зема на D4, црниот може безбедно да земе на D5, затоа што коњ D5, дама D5, топ E8 не води кон победа на белиот, затоа што црниот има каде да игра со кралот, а тоа е на полето H7 и сега и топовската и особено дамската завршница е реми, например дама C2 шах, G6, топ зема на D8, дама D8, дама E4 е јасно реми позиција. Реми која што, значи, ке му возможеше на Јан Непомнијачи да игра уште една партија, но во ремито, нели, ке му ја одбранеше титулата на Магнус Карсен, кој што ќе имаше уште 3 партии да го добие мечот, затоа дама C2 беше изборот на рускиот велемајстор од 22-иот потек, го напаѓа топот, да му возможи на црниот да направи погрешен избор, но Магнус е точен. Топ F4, ќе видиме дека белиот е тој што ќе направи, кој што ќе сгреши. Значи по топ F4 сега беше моментот за топ D4 партијата да се приведе порано или подоцна кон реми, а тоа ќе се случеше. Значи по топ D4, CD4, коњ D5, коњ D5, дама D5, замена на коњите, дама C7, дама D4. И повторно тоа е B3, е сосема реми позиција. Но Непомнијачи сака повеќе, но ќе добие помалку, затоа што по топ F4 тој игра G3, го напаѓа топот, но од некоја причина го испушта очигледниот одговор D зема на E3. Се разбира дека ова жртва на квалитет воопшто не е ризична за црниот, кој што
доколку сака реми со вечен шах има во джеп и дотолку е помалку објаснив изборот на рускиот велемајстор Јан Непомнијачи. Значи, по G3 црниот не бега со топот, туку го зема коњот, D зема на E3, G зема на F4, сега дамата од D7 го зема пешекот на G4 и дава шах. Каде доди кралот, тој има малку избор. Во партијата Непомнијачи појде на H1, тој имаше избор, се разбира, да оди и на F1, но тогаш дама H3 шах и сега крал G1 топ D6, а крал E2 е зема на F2. Гледате, не може да го земе пешекот на F2 со крал, заради дама H2, белиот би ја загубил дамата, а по топ F1 следи коње F5 со прекрасна координација на црните фигури и тука кралот ќе биде матиран или белиот би имал големи материјални загуби. Гледате, се заканува веднаш дама E3 да матира. Топот по Е или по Д линијата, значи трите фигури го победуваат кралот, но и по крал H1 слична судбина го чека белиот. Значи, по крал H1, дама H3 шах, крал G1, сега можеше и поинаку да игра тука светскиот шампион. Најбрз пат до победата во оваа ситуација беше доколку тој играше Е зема на F2. Гледате, сега не може да земе со крал повторно дама H2 и по дама F2 црниот само да го префрли топот на Г линијата по топ D6 и мечот би заврши веројатно веќе во овој миг во 27-миот потек. Но линијата која што ја избира Калсен, тој ги пресметувал варијантите, малку можеби се разлабавил, инаку сигурно дека тој би го нашол ова, доколку било неопходно, но тој видел дека коње F5 го води до сигурна победа и го испушта тој момент за топ D6, но тоа не влие на конечниот резултат на оваа партија и на овој меч. Значи по коње F5, D6, тоа е најдобра шанса за белиот. Коњ H4 со закана мат. Сега белиот мора да земе F зема на E3 за да ја вклучи дамата во одбрана на вториот ред. Дама G3 шах, крал H1 и сега коњ F3. Гледате, заканата е дама G1 и дама G2. Дама F2 да го покрие полето G1 и сега дама H3 шах. Мора белиот да покрие дама G2, следи замена на G2, значи замена на дамите, крал G2, коње 1, топ 1 и топ D6. И сега одеднаш тој фуриозен напад му донесе на црниот добиена завршница, топовска завршница со пешак повеќе, опасен слободен хап пешак и контрола на отворената Д линија. Значи сите тие предности, материјални позициони треба да доведат до победа на црните, да видиме техниката на Магнус Карсен, иако Јан Непомнијачи одлично ќе се брани до крајот на партијата. Крал F3, топ D2, топот на вториот ред, освен тоа напаѓа на B2 и топ B1, изнуден пасивен, но изнуден потек од страна на белиот, во спротивно доколку поидеше B4, тогаш црниот ќе земеше на B4 и по CB4, топ A2, ќе го освоеше уште еден пешак. Значи по топ B1, G6, прави повеќе простор за кралот и зема залет за H пешакот да оди напред. B4, А зема на B4, топ зема на B4. Сега белиот сака да игра топ C4, да нападне на C7 и по C5 да одигра A5. Значи тој, ако ги замени пешаците на дамското крило, тогаш ќе има шанси на реми. Но Карсен, светскиот шампион, е внимателен, тој игра топ А2. Сега гледате на топ C4, C5, C5, тогаш нема А5, токму топот од А2 го пази полето А5. Крал е 4, белиот сега последна шанса му е да
се обиде да биде активен и со кралот да јурне кон црните пешаци. H5, крал D5 и топ C2. Светскиот шампион го бира овој потек, одбранбен потек, иако тој можеше и со H4 да тргне веднаш. Таа варијанта е исто интересна, да тргнеше веднаш со H4. Може би бил малку збунет од потегот F5, но на тоа може да следи H3 и на топ H4, H2 и веќе G5, G4, G3 следи, а доколку наместо F5 тргне со кралот тргне напред, значи крал C6, тогаш H3 и на крал C7 H2 и на топ B1 F6. И сега F6 овозможува G5, двата врзани пешаци победуваат. Но тука треба уште малку да се пресметуваат можеби варијанти. Топ C2 е сосема добар, сигурен потек. Топ B3, сега H4, крал C6, H3, крал C7, H2, топ B1 и сега топ C3. Тоа е поентата на одбраната, односно на играта на црниот, започнат со потегот топ C2, со потегот од 39-тиот, сега сме на 43-тиот потег. Гледате сега, доколку не земе кралот на B6, тогаш белиот нема никаква контраигра, црниот ќе го изеде и тој пешак на E3 и лесно победува, затоа крал B6. Но топ B3 поента, шах по третиот ред, одвлекување на белиот топ и по топ зема на B3, пешакот станува дама. Сега имаме друг сооднос, но белиот се уште се бори затоа што сака да најде координација на својот топ и на А пешакот, кој што гледате е слободен пешак и кој што ќе добија поддршка од двете преостанати своји фигури. Но да видиме тоа, дамата е сепак премногу силна фигура, особено на отворено поле, и ќе видите како дамата ќе ги надмудри топот и пешакот. Значи, по А5, единствената шанса, сега прво дама Е4, централизација на дамата. Важно е да се забави А пешакот да оди напред. Сега заканата е дама Е6 со шах и двоен удар, значи напад на топот. Крала 7, најдобра одбрана, затоа што му дава повеќе простор на својот топ. Например, по дама Е3, тогаш би следал топ Б6 и понатаму А6, но дама Е7 шах, крал А8 и сега одличен потек, крал Г7. Гледате, за да може да даде дама Д8 шах, а да не дозволи топ Б8, сега црниот повторно сака дама А8 и да го земе А пешакот. Кога го земе А пешакот, се разбира дека борбата е готова. Топ Б6, но сега дама С5. Повторно го напаѓа пешакот на А5, кој што не може да биде бранет, затоа што истовремено дамата го погледнува и топот на Б6. И тоа беше последниот 49-ти потек во овој меч, во кој што ја не помнячи, ќе повторам што еднаш беше рамноправен противник во првите 5 партии, но по првиот пораз од 6-та партија како да се скрши и понатаму светскиот шампион играше со истата сила, но дури може би нешто подобро, додека ја не помнячи никако не можеше да ја пронајде својата игра и беше убедливо совладан. Тоа би било се за денешната емисија, почитувани. Верувам дека уживавте во последната партија од мечот помеѓу светскиот шампион Магнус Карсен и неговиот предизвикач рускиот велемајстор Јан Непомнијачи. При крајот на годината сме, следната епизода ќе ја посветиме на некои од најубавите партии играни оваа година, ги имаше многу надпреварувања. Така што бидете повторно со нас, вие бевте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски. Сакајте шах, играјте шах, уживајте во шахот и следете ги нашите емисии. Срдечно ве поздравувам.